Здраво Македонија и добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се веќе тука и подготвени сте да седнат во нивните надпреварувачки кабини. Затоа јас нема да должам повеќе. Прво, како и секогаш, ќе ги повикам денешните домакини, а тоа се Мартин и Раде. Повелете. Мартин, здраво. Здраво. Раде, Здраво. како сте? Окей, супер. Окей. До сега добар ученик имаме. Да. Па ќе кажам таа првата сега ми мати математиката малце тука, ама тоа е што е сака. Која прва не сеќам, не знам што збориш Марица. Ова ќе биде 5 учества, јас сега да го рачунам и како четврто, ама за жал ние пето. До сега имаме 3 успешни изданија. Зборам од финансиски аспекти, иначе во сите бевте, мора да кажам, окей, супер си бевте, дури во таа што, нели, ја изгубиве, бевте добри. За денеска сме подготвени? Да, немајте да ги штедите вашите противници, сепак ова е вашето последно учество, барем во овој дел. Имаме силни противници денеска, подобриот нека победи. Точно така, подобриот нека победи, но вие сте домакините, што значи ваша е домакинската кабина. Повелете. А за да продолжиме понатаму, драги гледачи, потребни се и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи Анание и Драголюб. Повелете. Здраво. Анание, здраво. Драголюб, здраво. Како си? Не сме се виделе неколку месеци. Да. Да, почнете да ми фалите. Сериозно, ама еве. Ме помислив и сте појавивте, така сте добајни. Да. Како сте за денеска расположени? Супер, одлично. Добре, ки знаете вашите противници, лично се познавате. Да, стари пријатели. Ке имаме интерес, стари пријатели или непријатели? Кој е за кога како кажи? Денеска во улога на непријатели. Квизот се го сваќаме како забава, така да во секој случај пријатели. Така, и мене ме радува што е така. Сепак дојдени сме тука пред се да се дружиме, да се забавуваме, па како плюс е нели на паричната награда на самиот крај. Ако сме подготвени да не ви го одземам повеќе времето, гледачите ве познаваат и двајцата, долги години учесници на други квизови, веќе по неколку пати во Листа за 300, затоа да не ве деконцентрирам. Почувате како предизвикувачи, што значи ваша предизвикувачката кабина. Повелете. Ради Мартин, односно Анани и Драголюб се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега треба да провериме дали истите функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Анани и Драголюб, дали се слушаме? Да, супер. Знаете како одат работите, не треба да ви кажувам, ако имаме проблем ќе ми кажете и тоа е тоа. Окей. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, за да провериме кабината на домакините Раде и Мартин. Дали се слушаме? Да, се слушаме одлично. Одлично. Продолжуваме сега понатаму, како што рековте, имате нови противници, тешки противници, едва чекам да видам како ќе се одвива целата ова партија. Со среќа во продолжение, нека победи подобриот. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Сега е време да започнеме со Листа за 300, односно да започнеме со првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови што завршуваат со буквата П. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквата П како прилеп и кои имаат најмалку 3 букви. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, кратенки и слично. Ради и Мартин, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Анани и Драголюб, дали не е јасна темата? Јасна, да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација, при првото надавање, како сакате, први започнуваат оние кои што се предизвикувачи. Денеска во таа улога се Анание и Драголюб. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Анание и Драголюб, кога ќе имате понуда, повелете. 5. Стартуваме со 5. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17.
17. 18. 18. 19. 19. 20. Стигнавме до 20. 1. 21. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 30. 30. 1. 31. 32. 32. 33. Едно повеќе 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. Едно повеќе. 37. 38. 38. 39. 39. 40. 40. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме, Ради Мартин. Се си е постаро, ништо не се менува. Стигаме до 40, пак вие ќе одговарате. Од 39 до 45 вие го држите тој реон. Так. Да, така да се знаете. Вака, баравме, шега на страна, вака, бараме зборови што завршуваат со буквата П, како што реков. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и слично, но не се признаваат клични географски имиња, имиња на компании, кратенки и така натаму. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Тап. Извини? Тап. Тап. Така е? Топ. Топ. Така е? Тип. Тип. Точно. Срп. Срп. Така е? Крап. Крап. Точно. Касап. Касап. Така е? Канап. Канап. Така е? Така е? Акреп. Акреп. Точно. Истап. Истап. Точен одговор. Настап. Настап. Така е? Тап. Стап. Точно. Стоп. Стоп. Точно. Степ. Степ. Така е. Ископ. Ископ. Точен одговор. Закоп. Закоп. Точно. Закуп. Закуп. И закуп е точен одговор. Подкуп. Откуп. Подкуп. Подкуп. Така е. Бискуп. Бискуп. И тоа е точен одговор. Надбискуп. Надбискуп. Така е. Поп. 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 Така е. Епископ. Епископ. Архиепископ. Епископ точно, архиепископ е следно, така. Точен одговор. Потоп. Потоп. Точно е. Пристап. Пристап. Така е. Престап. И престап потоа. Престап точен одговор. Откуп. Откуп. Така е. Телескоп. Телескоп. Точен одговор. Стетоскоп. Стетоскоп. Така е. Осцилоскоп. Осцилоскоп. Не знам што е искрен.
Така е, осцилоскоп, точен одговор. Перископ. Перископ. Така е. Магнетоскоп. Магнетоскоп. Точен одговор. Камп. Камп. Така е. Ископ, кажано е. Да. Ископ, да. Докуп. Докуп. И тоа е точен одговор. Уште е 6. Автокамп. Автокамп. Така е. Уште е 5. Преслап. Преслап. Така рековме, преслап. Преслап. 36-ти точен одговор. Пристап. Пристап. Го имате кажано пристап. Трап. 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 Така е, точен одговор. Трип. Стрип. Така е. Труп. Труп. И кое ќе биде последното? Ајде, на последното ли ќе заглавиме? На 40-тото ли? Памти го тоа. Цреп. Цреп ни еден не ми текне. Цреп. Цреп. Браво, цреп. 40-ти одговор цреп. Од толку скопови што ги кажавте, не ви текнали микроскоп. Како и да е цреп е точен одговор. Мислев малце да ве зедам, ама добри сте. 40 одговори, Ради Мартин, браво, скажавте 40 зборчиња кои што завршуваат на буквата П. Имаше и полесни неки можевте да се одберете, како автостоп, потоа антилоп, врзоп, вртипоп, клип, киклоп, кетчап, кебаб, потоа калап. Исто така ги имавме тука, како што ги кажавте, скопите, нели, микроскоп, рековме чорап, шлеп, хендикеп, глуп и така натаму. Требаше на тоа последното да ви текне кога ме гледате мене. Што правиме вака? Ме вреѓате. Нема да се препознаем. Сега на страна, одлични, браво с првиот поен оди за вас. Но како и секогаш што кажувам, уште ништо не е готово, внимателни бидете во продолжение. Ананија Драголјуб, добро беше, храбро, све како што треба, но влегоа после во ритам, ги најдоа, да, ја најдоа вистинската шема за зборчињата и немаше веќе назад водење, тоа беше тоа. Супер одиграно. Да, одлично одиграно. Знаете вие дека не е ништо изгубено, сконцентрирано во продолжение. Имам уште една лицитација. Ги кажам зборчињето некои што може да ги кажат моите надпреварувачи, што значи веднаш се селиме на нашата втора лицитација, односно нашето второ надавање. Темата за истото гласи: наслови на филмови од точно 2 збора. Бараме наслови на играни филмови од англиско говорно подречје кои во наша транскрипција имаат точно 2 збора. Внимавајте на точниот превод, да нема сврзници како на пример во филмот Телма и Луис. Ова би бил неточен одговор. Доколку се работи за серијал филмови со повеќе продолженија, филмот можете да го кажете само еднаш. Ќе ви дадам еден пример. Ако се бара македонски филмови кои имаат кои се од точно 2 збора, тогаш точни одговори ќе беа Мис Стоун, Трето полувреме и така натаму. Ради Мартин, дали не е јасна темата? И серијали, значи. Серијали, ако се повеќе серијали, само еднаш може да го кажеме, да. Внимавајте да нема сврзник во наша транскрипција.
И со среќа. Ананија Драголјуб, дали не е јасна темата? Да. Исти за вас. Со среќа во продолжение. Хвала. Внимавајте на сврзниците и да бидат во наша транскрипција на словите. Драги гледачи, знаете дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. Моментално во таква ситуација се Ананија и Драголјуб. Ќе ве замолам повторно да исклучиме кабината на Ради и Мартин, а Ананија и Драголјуб кога имате понуда повелете. 5. Стандард. Стартуваме со 5. 7, 7. 8. 8. 10, 10. 12. 12. 13, 13. 15. 15. Не се може без твојот датум. да, 17, 17. 18. 18. 20, 20. 1. 21. 22, 22. 22. 2. И 3. 23. 24, 24. Ајде, нека одговарат пак. Ајде да одговара, да видиме и овој пат што ќе направат. Ради Мартин, повторно ќе треба да одговарате, самите да си одлучите сега дали одите на пенали или тука на вашето место, со мене. Кога ќе бидете подготвени за почет, имаме 24 празни полиња, како што напоменав, вараме наслови на филмови од точно 2 збора. Не сме да има сврзничиња, дадовме пример, нели? Доколку баравме македонски вакви филмови, мистон трето полувреме ќе беа точни одговори. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. разјарениот бик, много добен. Еден од моите омилени филмови, разјарениот бик. Разјарениот бик. Така е, точен одговор. Осмиот патник. Осмиот патник. Така е, Рейн Мен или Дождовниот човек. Дождовен човек. Тоа веќе со Дастин Хофман, ако не се лажа, така и Том Круз, да. Добро филмче. Постаро малце, одлично. Така е, Англиски пациент. англиски пациент. Така е, Аполо 13. Аполо 13. Точно? Ерин Брокович. Ерин Брокович. Ова ми е еден од подобрите филмови со Џулија Робертс. Чиме со Џулија Робертс, убавата жена. Како се? Само момент, да, Ерин Брокович. Точен одговор, убавата жена. Или убава жена. Да, добро, убава жена. Pretty Woman е. А, да. Така е, точно. Форест Гамп. Форест Гамп. Точен одговор. 5 парачки приказни. 5 парачки приказни. Или Pulp Fiction. Така е. Ени Хол. Ени Хол. Точен одговор. Бен Хур. Бен Хур. Така е. Седумте... Ај со боречки клуб. Боречки клуб. Така е. Карате Кид више кога сме кај... Тепањето. Карате Кид. Така е. 12 мајмуни. 12 мајмуни. Ова со Бред Пит беше, така? И овој филм, ако не се лажам. Така е, точен одговор. Кинг Конг. Кинг Конг. Така е. Граѓанинот Кейн. Граѓанинот Кейн. Точно. 4 соби. 4 соби. Со Тим Рот. Така. Точен одговор. Петиот елемент. Петиот елемент. Со Брус Вилис и Мила Јововиќ. Да. Ова филмови од моје време се, затоа се прапамет.
Така е. Шесто сетило. Шесто сетило. Така е. Еден од подобрите филмови Зелена милја. Зелена милја, зелената милја, да. Том Хенкс. Том Хенкс, така е. И точен одговор? Храбро срце. Храбро срце, Брейвхарт, Брейвхарт. со Мел Гибсон. Така е. Седумте величествени. Седумте величенствени. Ова вестерн че беше, така? Вестерн, да. Да, добро Со примете. Јул Брина. Со Јул Брина, Да. така. Точен одговор. Уште колку се? Уште 3. Уште 3. 8 Уште милиметри. две. Уште две, ви со 8 милиметри е вашиот предпоследен одговор. Мислете на последниот. 8 милиметри со Николас Кейдж филм, ако не се лажам, така беше Њујорк, точен одговор. Њујорк. Два Нью пати. Йорк, Нью Йорк, ама само еден спор не. Њујорк и Само едно име. И Њу Џерси. Со Лајза Минели, Нью Йорк, Нью Йорк. Само да се правам дека го пребарувам и дека го барам тука. Нью Йорк, Нью Йорк. 24-ти точен одговор за Раде и Мартин. Честитки, извојувана уште една победа. Баш да се простиме онака како што треба тука на главната сцена, каде што ќе имате можности да си своите парична награда. Честитки. Одлични бевте. Анание Драголју, немам никаква замерка за вас, но затоа имам едно изненадување. Затоа што ова беше последната партија на вашите опоненти, вие со Wildcard, ако сакате, продолжувате по натаму. Ке имате шанса да го поправите овој резултат, во што и не се сомневам. Сега за сега, чао и се гледаме во следното издание на нашиот квиз. Пред да продолжиме понатаму, да прочитам јас уште неколку од оние наслови составени од точно два збора. Тука ги имаме: Американска убавина, Апокалипса денес, Африканска кралица, пота Валканиот Хари, Влюбениот Шекспир, Доктор Живаго, Модерни времиња, Норма Ре, Опасни врски, Полноќен каубој и така натаму, Шиндлеровата листа и така натаму. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам Ради и Мартин да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме за кратко, затоа останете со нас, се враќаме по паузата. Ради и Мартин по четврти пат ми се придружија тука на главната сцена, но и за жал последен барем во овој циклус на листа за 300. До сега успеавте да ми земете 750 евра, така? 700 рамна. Добро, нека 750. Речено си е речено. Да. Вие по не, марши како тоа, дај бе, скете, од свој джеп не ги давам. Та знаете одма да си кажам јас. Темата ми е подготвена, нема да ви го одзимам времето многу, затоа што знам дека сакате да видите што ќе направите по четврти и последен, односно пети последен пат во листа за 300. Ајде да видиме на брзинка нашата листа која е составена од 15 празни полиња. Доколку ми дадете 3 точни одговори, вас ви следуваат 50 евра. За ајде 50, тега се појави. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 и за 15 точни одговори ќе си добиете 300 евра, како што и ми земавте два пати впрочем до сега. Мартин, Раде, дали сме подготвени? Како стоиме со фудбалот? Па не играме више. Пратиме, не играме више, добро. Со пратење, со гледање, информација околу фудбалот, да? Секако тоа е. Одлично. Темата е поврзана баш со тоа. Слушајте вие добро, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема бразилски фудбалери со презиме на 4 букви. Бараме фудбалери од Бразил чие презиме во наша транскрипција е на точно 4 букви. Овие фудбалери вообичаено имаат долги имиња, но имаат само едно кратко презиме по кое се познати. Ги прифаќаме и фудбалерите кои се родени во Бразил, но може би играле и за други репрезентации. Дали е јасна темата? Да. Ајде, која ќе бидете подготвени слободно за Кралот Пеле. Кралот Пеле. Човекот кој што буквално во секоја смисла го измени фудбалот. Да. Точен одговор. Покоен за жал, да. Да, покоен за жал. Кафу и Кака. Кафу. Одиме, ајде, Кафу прво, да не направиме грешка некоја. Точен одговор и потоа рековме Кака. И Кака за 50 евра.
Точен одговор, ете ги тие 50-то. На почетокот што ги утнав. Речено сторено, да. Да. Вава со Пеле играше. Вава. И Зико. и Едер. Вава, Вава. Така е, точен одговор. Антун Антунес Коимбра Зико. Само Зико ќе го земам делот. Не е Жико, Зико. Зико. Точен одговор. И овој за една буква се спасил Едер. Едер. Така е. И тоа е шести точен одговор за вас. 100 евра се ваши. Секако ако се откажеме, а ако продолжиме понатаму, може и поише ќе бидат. Ќе се откажеме. Тука ќе застане. Ќе застанеме тука. Човек не треба многу да е лаком. Може би ќе сгрешиме, да си завршиме кој што треба, без нервоза. Да. Убава сума од 800 евра. 800 евра. Улесно да поделите, 600 со 200. Одма да ти Да, 600 со 200. Да, кажи, Марцен, немој ти да ни се мешаш у математиката. Мартин, честито, задоволство ми беше, Раде, чести задоволство ми беше. Дали може да ти одземам само една Секако, да, слободно. Јас сакам, ова ни е пета емисија последна, сакам да се заблагодарам на телевизијата, на целава екипа, што ни овозможи можност повеќе години, повеќе серијали, да настапиме, да уживаме и да се надпреваруваме. Јас и Мартин се договоривме да се повлечеме, повеќе нема да ви досаѓаме, уште еднаш ви благодариме за можноста да уживаме овде. Да, мое многу големо, како да кажам, Уште еднаш благодарам на целата екипа што не трпеше многу пати. Кога ќе сакате да дојдете, да знаете дека секогаш вратите ќе ви бидат отворени, ако решите да се вратите од пензија во листа за 300. Здравие Боже. Здравие Боже, ги имате неколку месеци да размислите, зашто сега ќе немате онака право да учествувате, парите да си ги трошите. Да ги одмориме и гледачите малку. Искрено, нема потреба да ги одмарате од нив, ќе се одморат во текот на месеците, а вие размислете дали стварно би се повлегле, вратите ви се секогаш отворени. Благодарам. Ако се предомислите, никој нема да ви замери за ова што сте го кажале до сега дека ќе се повлече па се враќате па ова она. Чести задоволство уште еднаш и со здравје да си ги користите. Бога ми тешко своените пари во оваа ситуација, се изнаодговаравте во секој смисол. Драги гледачи, пред да го завршиме денешното издание на листа за 300, јас да ги прочитам, ќе прочитам сите, барем тука што ми се забележани, оние бразилски фудбалери со презиме на 4 букви. Тоа се Вава или Вава, како сакате, Деко, Диди, Дида, Диди, Едер, Жаир, Зети, Зико, Зињо, Зито, Кака, Кафу, Нене, Нило, Пеле, Пепе, Тита, впрочем и Пепе, единствениот кој што е роден нели во Бразил, а играл за Португалија. Тита, Фред, Хуан и Хулк. Драги гледачи, со ова го завршувам и денешното издание на квизот Листа за 300. Уште еднаш ќе кажам, чести задоволство ми беше што со Мартин и Раде се дружевме овие 5 емисии што успеа да ми земат убава парична награда. Не ми останува ништо друго освен да ве поздравам, да ви посакам да останете со програмата на телевизија Сител, секако и да не заборавите дека ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!